pismo od Boha. Za tebe jaz dojdov na zemljata, ostavi vse da stignem do tebe. Moja ta slava, moj od prestol, сега се достапни za tebe. Dojdajte smelo pred prestolot na milosta. Zašto je zapišano дека neznabожците кои не тежне јаком праведност добија праведност, и тоа праведност што е од верата, а Израил кој тежнееше кон некаков закон за праведност не го достигна законот на правдата. Зошто? Бидејќи не го побара од вера, туку од делата на законот. Па така се спретна од каменот за сопнување, како што е напишано: еве, полагам на Сион камен за спретнување и карпа за соблазна, и секој што верува во него нема да се посрами. Браќа, желбата на моето срце и мојата молитва кон Бога за Израилот е и тој да биде спасен, бидејќи тие имаат ревност за Бога, но без правилно сознание. Зашто, не знаејќи за Божјата праведност и тежнејќи да воспостават своја собствена праведност, тие не се подчинија на Божјата праведност, бидејќи крајната цел на законот е Христос, за да биде оправдан секој што верува. Зашто Мојсей пишува за праведноста која е од законот? Човекот што ќе го исполни ќе биде жив преку него. А праведноста од верата вели: близко до тебе е словото, во твојата уста и во твоето срце, односно словото на верата што го проповедаме. Зашто? Ако со својата уста исповедаш дека Исус е Господ и ако во своето срце поверуваш дека Бог го воскресна од мртвите, ќе се спасиш, бидејќи со срцето се верува за оправдание, а со устата се исповеда за спасение. Бог не го отфрли својот народ, Бог однапред го знаеше. Или не знаете што вели писмото за Илија? Како тој му се жали на Бога против Израил, велејќи: Господи, ги убија твоите пророци и ги раскопаа твоите жртвеници. Јас останав сам, па и мојот живот го бараат. Но што му вели Божиот одговор? Си оставив 7.000 мажи кои не ги свитка колената пред Ваал. Така и во сегашно време има еден остаток кој е избран по благодат. Јас сум еден од избраните по благодат, а кој си ти? Јас сум еден од избраните по благодат, а кој си ти? Јас сум еден од избраните по благодат, а кој си ти? Јас сум еден од избраните по благодат, а кој си ти? Трудете се да имате мир со сите и светост, без која никој
nema da go vidi Gospod. Vnimavajte nikoj da ne se liši od Božja ta blagodat, da ne nikne nekoj gorčliv koren i da napravi šteta i da ne vosne miri i preku nego da se oskvernat mnozina. Hvala ti, Gospode, za tvoja ta blagodat. Amen. Amen.